Добро вечер. Доцна попладнево се излеа Маркова река. Најголем проблем создава во Скопско Батинци, каде што водата е навлезена и во самото село. Во моментов на терен е и механизација. Каква е состојбата таму, за Канал 5 информираат градоначалникот на Студеничани Азем Садики и заменик директорот на дирекцијата за заштита и спасување Кашмир Салију. Во село Батинци, Маркова река има дојдено повеќе вода. Се обидуваме на неколку места, има излегувано од речното корито. Се обидуваме, ангажиравме 2-3 машини да малку го санираме состојбата. Сега не знаеме дали ќе продолжи уште. За сега има прекин на врнење на дождот. На тие што се поблиски куќи околу Маркова река има влезено во дворовите. Мислам дека за населението не е многу ризично за евакуација, меѓутоа за сега само има така материјални штети по дворовите на неколку домаќинства. Има излевање на Маркова река во село Батинци, која е под надлежност на град Скопје. Моментално општина Кисела вода нема опасност од поплави. Во постојана координација сум со градоначалникот на Кисела вода, каде што е понудено на градоначалникот на Студеничани помош и од страна на градоначалникот на аеродром. Нашите екипи се упатени на лице место и покрај тоа што не е наша надлежност. Собраниската комисија за одбрана и безбедност го разгледа и го проследи на понатамошна постапка предлог законот за изменување на законот за прекршоците против јавниот ред и мир, со кој се предлага измена на законската регулатива во насока на забрана на употреба на експлозивни материи, пиротехнички средства во затворен простор. Со предложениот закон, за кој не беа поднесени амандмани, се врши интервентна измена во законот за прекршоците против јавниот ред и мир, како резултат на трагедијата со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани на 16 март, во кој загинаа 59 млади луѓе и околу 200 беа повредени. Измените предвидуваат забрана за користење пиротехника, но и драконски казни до 10.000 евра за угостителите кои не го почитуваат ова правило или доколку дозволуваат влез на малолетници после полноќ во нивните објекти. Од обвинителството денеска информираат дека континуирано се преземаат повеќе истражни действија за обезбедување на докази во врска со предистражната постапка за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Распити, анализи и вештачења од голем обем и во однос на повеќе различни институции и денеска беа во тек, велат оттаму, и додаваат дека во моментов не може да се откријат повеќе детали со цел да се зачува тајноста на постапката и да се спречи компромитирање на доказите. Без малку половина од вкупниот број повредени пациенти во пожарот во Кочани се на домашно лекување. Министерот за здравство Армен Таравари информира дека уште 100 пациенти се на лекување во земја и странство и дека во моментов 3 пациенти се во критична состојба. За тие потешките веќе ќе разговараме од идната недела. Кажав дека имаме неколку опции. По 8 септември да адаптираме центарот, ковид центарот кај што беше. Центарот за рехабилитација во Козли исто така е подготвена со повеќе кревети. Меѓутоа имаме понуди и од надвор од државата кои би биле рехабилитирани подолгорочно, нормално без трошоци од државата. Меѓутоа за тоа веќе почнуваме од идната недела да зборуваме кога веќе ќе се најавуваат потешките пациенти. 30 дена притвор за еден од членовите на обезбедувањето на премиерот Христијан Мицкоски, кој вчера беше приведен поради сомнежи за оддавање службена тајна. Од обвинителството за организиран криминал и корупција велат тајните документи требало да завршат на социјалните мрежи, а телохранителот на Мицкоски да земе 50.000 евра. Дејан Трајковски со деталите.
Вработениот во обезбедувањето на премиерот Мицкоски, полицискиот инспектор од Велес Ангел Сарамаков доби 30-дневен притвор, откако полицијата го фатила на паркинг во Велес како оддава тајни документи на МВР на друго лице, за да добие имот на корист од 50.000 евра. Лицето БК, кое првично беше исто така уапсено, сега според соопштението на обвинителството има статус на сведок во постапката. Сарамаков е осомничен дека од користолюбие сторил кривично дело оддавање службена тајна, за кое му се заканува затворска казна од најмалку 1 година. Осомничениот како службено лице вечерта на 30 март на паркинг просторот пред хотел во Велес се сретнал со неповикано лице, сведок во постапката и му покажал документи на МВР, што представуваат службена тајна. При тоа му дозволил на сведокот истите да ги снима, кажувајќи му кој документ за што се однесува. На овој начин, осомничениот од користолюбие, а со цел да бидат објавени на социјалните мрежи, сторил достапни службени документи што представуваат службена тајна, со цел да прибави паричен износ од 50.000 евра од лицето за кое се однесувале документите. Велат од обвинителството и при тоа ги демантираат наводите во јавноста дека уапсениот оддавал тајни на криминалната група од Грчец без да кажат за кого биле наменети и што содржеле документите. При акцијата, полицијата во возилото на Сарамаков пронашла ранец во кој биле службените материјали од МВР, а потоа биле извршени дополнителни претреси, каде што се прибрани уште докази во интерес на истрагата. Од владата за Канал 5 уверуваат дека во случајов не е нарушена безбедноста на премиерот Мицкоски, но експертите алармираат дека станува збор за исклучително сериозна ситуација, која предизвикува опасност врз највисоките функционери, но и компромитирање на државните тајни, а воедно покажува и колку длабоко се инфилтрирани картовите. Страшна состојба, морам да констатирам страшна состојба, затоа што вие да оддавате службена тајна не само што е крајно непрофесионално, плюс уште ако сте член на една ваква служба која што се грижи за безбедноста на највисоките државни функционери, премиерот, тоа е многу опасна работа и тука Министерството за внатрешни работи треба да спроведи најсериозна истрага, значи целосна, не само према ова лице, и према сите други кои што имаат сертификати, соодветни безбедносни сертификати до пристап до овие информации. Значи, зборувам информации службена тајна, државна тајна и така натака и така натака. Дека постојат кртови во МВР тврдеше министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој посочуваше дека се води истрага за откривање на оние кои работат против службата. Таа изјава ја даде откако беа уапсени двајца пензионирани полицајци кои исто така оддавале службени тајни на криминалната група од Дуќанџик и ги пробивале полициските акции, а претходно поради истите причини беше компромитирана и акцијата Планина во 2021 година, со која беше опфатена групата од Грчец. И завршуваме вестите, имајте убава вечер.